направи фактички да од овие тоест на овие избори да има два потписи луѓе да се кандидираат во однос на да ги намали гласовите на помалите политички партии. Тоа е точно, направено е намерно за да, пример, нашата партија Демократи не добие повеќе гласови, не освоиме повеќе советнички места и се разбира за градоначалници. Да ги исцепка. Да ги исцепка. Знаете колку листи имаше? 144 листи. Во Битола, само во општина Битола има 16 советнички листи, 8 кандидати за градоначалници. Тоа е се 24 листи. Земи сучи, дели ги гласовите по колку ќе добиеш. Значи, намерно да се разводнат гласовите за да не може Демократи како партија, бидејќи ние можда резултатот не е добар и не сме ние задоволни од овој резултат и затоа ги молев граѓаните на Битола кои што не поддржуваат и сакаат да гласат за нас, да излезат да гласат и за жал не излегува во доволен број, затоа е резултат е. Но уште полошо е со 2 гласа. А Уставниот суд пред 6 месеци поништи некои таму делови од законот и му кажа на собранието: ќе си донесете нов закон, поточно, точно да одредите колку треба проценти да соберат независните листи, граѓаните кои сакаат да се кандидираат. И замислете, немаше кворум намерно, не се донесе тој нов закон, ДИК како криминална институција, бидејќи тие се луѓе од СДС, од ДПМН, од ДУИМУ и од другите партии, значи почнувајќи од председателот донесоа одлука, криминална одлука. Криминална, не знам зошто Уставниот суд за ова не ги брка и не го спречи, да го требаше да спречи. Со 2 потписи да може секој кој ќе му текне во Македонија да се пријави за кандидат за градоначалник и да направи советничка листа. Па ова е све направено, бидејќи тие знаат сега ние како партија растиме и сме повеќе присутни. Не сме ние присутни по телевизии, поготово национални телевизии, бидејќи тие национални телевизии се криминализирани телевизии. Тие се учесници во уништување на Македонија. Зошто ќе речиш? И други телевизии и портали. Затоа што ќе му кажат владеачките партии или други партии кои се во опозиција, тие права, немојте да ги викате демократи, немојте да викате Јорго и нивните луѓе, оти тие све што кажуваат вистината, а не дека народот не знае. И нивните гласачи знаат, но ние ги подсетуваме. Секој момент. Затоа што ти не можеш да си национална телевизија, да продаваш Македонија и својот народ за некоја политичка партија да форсираш да победува. Не е проблем со рекламите. Кој има пари ќе се рекламира, како во конкретниот случај. Ние знаеме дека парите се распоредени криминално. Но проблем е, ако еден новинар во Македонија, кој да е, дали е портал, ова го зборувам за сите се, повеќето се тешко криминализирани и фаворизираат овие криминални политички структури. Што значи тоа? Тоа значи дека тие се соучесници во уништување на Македонија 35 години, во уништување на еден народ, кој ќе викам народ, тука зборувам и за македонци, турци, албанци, власи, сите граѓани, бошјаци, роми и торбеши, така нам што живеат во Македонија. Знаете какво зло е тоа? Тоа е злосторство. Значи, нашите нашите телевизиски куќи, портали, медиуми се претворени во дувло на криминал, за да земат некој денар, за да обстанат, за да можат да живеат малце подобро, тие ја продаваат Македонија на криминалните политички структури, кои што 35 години не уништуваат, и исто така многу новинари. Самите тие ќе се препознат, но само ова порака да пуштам до медиумите. Ако мислат дека се мојкни, ако мислат дека све можат се лажат, еден ден демократи со помош и заедно со народот ќе дојди да ја менаџира Македонија, да ги менаџира општините. Нема да биде секогаш те ова партија, те она партија криминална, ПС,
градоначалници 30, 10, 20, ние имаме 70, 60 пратеници. Ќе се менат работите. Гледам дека бирате зборови, не верите да владее, него да ја менаџира државата. Па трајче доста владеа, дошта не уништуваат кога владееш, тоа е диктатура. Владење е нешто кога владееш, значи важно ти е да победиш, твојата партија, ти да бидеш премиер, министер, преседател, не е битно што пратеник. Не е битно тоа, битно е да ја менаџираш, да дојдеш, со помош, пак ќе кажам, со паметни, интелигентни граѓани во Македонија, има многу што заминае, но има уште во Македонија квалитетни граѓани, кои што вредат, кои што заедно со нив, и секојаш ги повикувам, заедно со нив да се бориме да спасиме Македонија, не само во символичка смисла на зборо. Ние мора да се спасиме, да креираме политички систем, да креираме изборен законник, кој што ќе биде за добро на сите, не за политички партии, дека сме ние сега. Замислете, ние сме фантастични, законот е без везе, ама ајде, не одиме по тоа, не сме успеале самите да го промениме тој криминален изборен законник. После во нашата партија демократи доаѓаат не знам какви луѓе, кои што можда нема да бидат исто така како треба да бидат во конкретниот случај, зборувам. Се менуваат генерации. Значи, ние фактички не заштитуваме демократи, не заштитуваме другите политички криминални структури или нормални партии. Ние заштитуваме системот. Систем, за да утре кој да биде, да менаџира со државата, на власт да биде. Кој да се надпреварува во трката за градоначалници, советници или пратеници, да има пред себе фер и демократски изборен закон кој што ќе спречи криминалните действија и криминални избори. Па тоа е најважно, бе, Трајче.